Почитувани сограѓани, од ден на ден, од година во година, кумановскиот градоначалник Дамјановски успева да докаже дека е еден од најнеуспешните менаџери на една општина во Република Македонија. Во Кумановската чаршија веќе кружат шеги на негова сметка дека можеби новата влада има многу министри без ресор, ама само кумановци имаат градоначалник кој се однесува како градоначалник без општина. ВМРО ДПМН во Република Македонија внесе огромен број на странски инвестиции кои трајно вработија десетици илјади граѓани и ги обезбедија нивните семејства. За жал, кај СДС и Дамјановски тоа не е случај. Поминаа 12 години како Дамјановски владее со општина Куманово и точно 4 години од даденото ветување дека во Куманово ќе се гради индустријска зона со над 60 индустријски капацитети, која само за почеток требаше да обезбеди над 2500 вработувања. Требаше да биде изградена во атарот на селото Речица со површина од над 60.000 метри квадратни и излез кон автопатот Е75 Скопје-Белград. За жал, може да се констатира дека така наречената индустријска зона на Дамјановски е само уште едно негово промашено ветување на хартија. Таму, денеска освен празна ливада и некосена трева, не може да се види ниту еден започнат инфраструктурен проект кој би требало да го реализира локалната самоуправа, а со цел привлекување на инвеститори. На ливадата, која требаше да има индустријски капацитети, нема ниту приклучок за вода, нема ниту канализација, струја, ниту пак е направен некаков пристапен пат. Воедно, сакаме да ја прашаме локалната самоуправа, како и новата влада предводена од Зоран Заев и СДС, дали планираат да продолжат со реализација на технолошко-индустријската развојна зона, која беше предвидена во местноста Джитепе, Кумановско, проект започнат од претходната влада, предводен од ВМРО ДПМН, проект кој е во фаза на реализација во Агенцијата за просторно планирање. Дали имаат желба и волја Куманово да го стават на мапата на странските инвестиции или пак планираат Куманово да остане град со голем број на невработени лица и голем број на млади иселени лица. Благодарам.